U imето na Otca i Sina i Svetog Duha. Amin. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! И радост. Која радост ја донесе Христос ден? Радоста што ја имаше жената Самарјанка, разговарајќи со него крај бунарот на нивниот праотец Јаков. Во областа Самарија и во непосредна близина на градот Сишен, таму се случи таа чудесна средба помеѓу Христос и жената Самарјанка, која што во диптихот на светите е запишана под името Фотини, Фотин, или во превод Светло. Христос, после долго пешачење со своите ученици, стигна крај бунарот на светиот патријарх Јаков. Гладен и жеден. Велики беше гладен и главни беа неговите сопатници, светите апостоли. Апостолите отидоа во Сихем да купат храна за Јаков. А Христос остана крај бунарот. Во истиот тој час кон бунарот пристапи жената Самарјанка со намера да наполни вода, бидејќи од памтивека, откако светиот патријарх Јаков им го остави сиот свој имот на своите наследници во земјата Самарјанска, постоел и овој бунар кој се чудесна, бистра и питка вода, всушност не се работи за бунар, туку за кладенец, за изворна, свежа вода, која што е прескапа, ако знаеме дека таа вода истекува од географските предели означени со поимот пустина. Во Купати пустињата сме ја дефинирале како безводно место. Таму животот е речиси целосно замрел. Малку што од животинскиот и растителниот свет успева да обстане под тие услови. И гледајте баш тука светиот патријарх Јаков во наследство го остава својот кладенец. Сега доаѓа да наполни вода, а Христос ја замолува да им даде вода да пие. Самиот повик што Христос го упати на Фотини да му даде вода беше за неа фрапантен, зачудувачки, бидејќи Христос по тело му припаѓаше на еврејскиот народ и тој својата припадност кон тој народ не можеше да ја скрие ниту со својот надворешен изглед. А таму припаѓаше на самарјанскиот народ, а самарјаните и евреите не беа никогаш во добри пријателски односи. И гледајте сега таа, пак не воскри своето чудење, зошто Христос од неа бара вода да пие и со неа воопшто разговара. И така збунета, не знајќи како да постапи, Христос почува тој прекрасен разговор со неа, кој што Христос се труди на еден убав
znači da ih se otkrije sebe si ona što to je ego, a to je to što Samarijani te očekuva da se sunusi, gledanje to na Mesija. A to i neži i veli, pa ja sam to što čekate da dojde. S onego ti razgovaraš. I u toj moment, toj razgovor sa Samarijanka te prekina apostolite ko što došao s okupenata hrana i Boja pobudije na svoj učitelj koji što odbil da ja primi, so zborovite neka toj ima hrana sa koja što se hrani i nema potreba od ta što ti je moja nuda. Preto pak Hristos na ženata Samarijanka i dade doznaje neka vodata što taja crpi od Jakovlevioc, kladenec je voda koja što ja pijeme i otkako je ispijeme povtorno ožednju. A veli ja se raspolagam so voda, so koja što otkako se napijeme, nema me potreba od ova voda što ti sega želiš. A ta zbuneta, ta povtorno poprašala, pa Gospodi, pa možeš li ti mene da mi odadeš ta tvoja živa voda, kako što ja narekuvaš, da se napijam od nja i nikogaš poveke da ne dojam, da polnam od kladenec od našeg otec Jakov. Gledajte se ga i apostolite i tam, da Hristavu prilođa od nadvorešna strana. Znajući дека телото на човекот не може без лебот земски, бидејќи тој леб го е храна на телото и извор на неговиот живот и постоење, телото не може без тој леб што земјата ни го дава, бидејќи самото е од земјата земја. А оваа женава Самарјанка му нуди вода за истото тоа тело. И таа е збунета од кажувањето на Христа, дека тој располага со вода жива, од која што кога ќе пиеме, и самите се претвораме во извор на жива вода, која што надоаѓа во нас, не преплавува и се прелева од нас и му се дава на светот и на луѓето во кој што живееме и со кои општиме. Живата вода, човекот кој што се пие од таа вода и самиот се претвора во непреслушен извор на жива вода. Апостолите пак, апостолите се исто така збунети од одбивањето Христово да прими земна храна, земен леб, знаејќи дека е прегладниот како што е и самиот тој прегладниот, како што и самите тие се прегладни. А Христос изборува за лебот небесен и за водата жива. Тој им зборува за духовната димензија од животот, за несмртноста на животот. Владиката Данилов, будимски познат теолог и ученик на отецот Георги Поровски, на едно место вели животот што Бог ни го дава нам сите
i postojenjето со тој живот е несмртен живот. Тој живот никој не може да го убие и тој живот никогаш не умре. Не е прашањето дали тој умре, бидејќи не умре. Треба да се прашаме, а каде ќе го водиме тој живот, ако животот со кој што сега располагаме си добие своја проекција во вечност. За да биде тој живот во царството на троедниот Бог, потребно е да се собираме околу лебот на животот и околу водата жива што Христос им ја нуди на жената Самарјанка и на неговите ученици. Тој леб и таа вода е лебот и водата со кој што се храниме и се напојуваме на секоја света литургија и секогаш кога му пристапуваме на светиот пут. Оној кој што се храни со лебот на животот, со лебот небесен и со водата жива, се стекнува со живот вечен. Но за да му пристапиме на тој леб со голема буква и на таа вода со голема буква, потребно е да се исполниме со дух и со вистина. Тоа го кажува Христос на своите апостоли. Со дух свети и со вистина. А за вистината многу пати сме читали, сме слушале дека не е објект, туку субјект, дека таа не е предмет, туку личност. Вистината е тој Христос. Прашањето што и Пилат му го постави. А што е вистината? А вистината стоеше пред него. И таа не беше што, туку кој. И ние, возлюбени мои браќа и сестри, да ја имаме радоста на жената Самарјанка. Лебот земен и водата земна се неопходни за животот на нашето тело, но човекот не живее само од леб. Рече, и тоа Христос ни го каже. Животот на човекот си ја наоѓа и си ја добива својата смисла секогаш кога се храни со лебот на животот и со водата жива се напојува. Секогаш кога се храниме со телото и крвта на нашиот распнат и воскреснат Христос. Христос воскресе! Радост ни доста!